Не треба да ја потценуваме сериозноста на она што се случи пред некој ден во Гошинце. Сакам да им порачам на граѓаните дека службите надлежни за нивната безбедност ја вршат својата работа, соодветно реагираат и имаат капацитет за извршување на своите редовни задачи. Порача министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во врска со безбедносната состојба во Република Македонија. При тоа посочувајќи дека последните денови имаше повеќе шпекулации во јавноста кои по нивната проверка, како што рече, се покажало дека не се точни. Јанкуловска информираше дека во текот на вчерашниот ден две лица се приведени во направен претрес во 3 објекти во Куманово, каде што меѓу другото пронајдени се и 4 пакувања по 200 грама ТНТ експлозив. Активноста на МВР спроведена со соодветна наредба, за сега не се поврзува со терористичкиот напад во Гошинце, но е дел од редовната работа на полицијата и дополнително ќе се оди со изведување нови докази, обезбедување искази на лицата кои се приведени и добивање дополнителни информации за она што е пронајдено при претресите, додаде Јанкуловска. На официјалната интернет страница на Парламентарното собрание на Советот на Европа излезе писмена декларација за осуда на недемократскиот обид за преземање на власта во Македонија. До денеска декларацијата за осуда на Заев е потпишана од вкупно 49 пратеници од 21 европска земја и 4 политички групи. Со ова декларацијата е потврдена, официјална и јавна. Во неа потписниците изразуваат загриженост за последниот развој на политичката ситуација во Република Македонија, особено за неодговорното однесување на политичката опозиција. Пратениците укажуваат дека парламентарните избори во Република Македонија беа слободни и фер, согласно нотираното во извештаите на ОПСЕ и Парламентарното собрание на Советот на Европа. Во декларацијата се осудуваат заканите на Зоран Заев кон премиерот Никола Груевски, инволвираноста на странските служби и нелегалното прислушкување на највисоките државни представници на Република Македонија. Истовремено се укажува дека само политички аргументи и програми поддржани од граѓаните се демократскиот начин да се добијат избори. Секоја нестабилност во државата, било да е таа политички или не е добра за бизнис секторот и може да има поразителни последици врз економијата, изјави претседателката на Сојузот на стопански комори на Македонија Даниела Арсовска. Арсовска додаде дека доколку политичката криза се провлече на подолг рок, тогаш последиците може да бидат поразителни. Најважно е тоа дека во ситуацијата на криза проектите ќе останат во фиоките и никој нема да размислува за развојни компоненти, додаде Арсовска. Воз кој се обраќал на релација Солун-Белград синоќа во близина на Велес прегазил 14 мигранти од Сомалија и Авганистан. Несреќата се случила во 22 часот и 30 минути на делницата меѓу железничките станици Рајко Жинзифов и Пчиња. На местото на железничката несреќа стигнале екипи на прва помош од Скопје и Велес. Увид направиле екипи на СВР Велес, јавен обвинител и стручни лица на македонски железници. Телата на загинатите, како што информираше Анита Стојковска, портпарол на СВР Велес, се наоѓаат во капелата на градските гробишта во Велес. Стојковска додаде дека 8 мигранти се приведени и се наоѓаат во полициската станица во Велес, а имало и поголема група мигранти кои побегнале од местото на несреќата. Од јавното обвинителство од Велес соопштија дека не биле затегнати повредени лица на местото на несреќата. Ризикот Грција да го напушти еврото ако мора да прифати уште мерки за штедење не е блеф, изјавил грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис, кој додава дека никој не може да предвиди кои ќе бидат последиците од таквиот излез. Не можеме да блефираме повеќе, кога велам дека ќе завршиме со тоа што ќе го напуштиме еврото, ако треба да прифатиме уште повеќе неиздржливо штедење, тоа не е блеф, рекол Варуфакис. На прашањето што ќе се случи ако Грција ја напушти еврозоната, Варуфакис се осврна на коментарите од страна на европските политичари што велат дека може да се избегне ефектот на зараза. Тој сепак додава дека верува дека последиците ќе бидат непредвидливи.